Почитуван господине Љубомир Јовевски, судот е посебна приказна и тоа на јавноста е јасно. Врска со обвинителството, на крај завршивте дека обвинителите ги дале своите искази пред судот. Фатиме Фетај, ова собрание не е шеф, вие сте директно предпоставена Фатиме Фетај. Таа вели дека иако Заев најавуваше, бомбите не открија нови вистини за монструм. Фатиме Фетај во тој случај го представува јавното обвинителство. Не го представува ниту собранието, ниту владата. И вие сте директно одговорен. Понатаму, господине Јовевски, да не одиме со многу ниски страсти, ама децата на додичната обвинителка се вработени во обвинителството. Биле во управен одбор на Академијата суди и обвинители. И тие податоци се од интернет ги има. Така да, ќе ве молам, околу обвинителството, најдобриот податок стигна денеска од Transparency International. Оваа држава, господине Јовевски, е 111 во свет во корупција. Додека имаме ние седниците на денеска. Пред нас се Танзанија и Косово, Буркина Фасо, Колумбија и брегот на слоновата коска се пред нас. Тие се помалку корумпирани од нас. Ние сме заедно со Панама и со Монголија. Зошто? Затоа што обвинителството се бави со тривијални работи. Затоа што обвинителството истражува работи од пред години, а актуелните работи се случуваат во Македонија. И актуелната корупција воопшто не ја третирате. Затоа се вие извеште и оваа година пак 5% паднавме на Transparency International. Бидејќи политиката длабоко е навлезена, и тоа е моја перцепција, ама тоа не само што е моја перцепција, тоа е перцепција и на граѓаните на Република Македонија, дека во оваа држава и судството и обвинителството се длабоко навлезени во политиката, односно политиката е длабоко навлезена во нив. И не можете вие да не чувствувате никаква одговорност ако прво еден јавен обвинител, на кој што вие сте му шеф, оди и вика во Врховен суд: да, мислам дека има нови докази, нови моменти во предметот Монструм, а потоа исто обвинител од јавното обвинителство вели: па сме немале, разговорите не били вистински, не биле точни. И тоа го гледаат граѓаните, господине Јовевски. И пак ќе ви повторам, дали граѓаните немаат вора во политиката, и тоа е факт, не од сега. У последниве 7-8 години немаат. Проблемот е што немаат ни во институциите. Вие представувате институција многу витална и многу клучна за државата, за довербата на народот во институциите и за тоа како нас не перцепира Европска унија. А Европска унија не перцепира заедно со Монголија и Панама, а пред нас е Косово, што уште не е оформена држава целосно, Танзанија е пред нас, Буркина Фасо и брег слонова коска. И сега вие викате се е во ред, се е добро, ќе видиме судот. Кажавте вие што мислите пред судот. Кажа Фатиме Фетај дека немало ништо од тоа. Сега не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.